Сега можеме да почнеме со студискиот дел во студиото на телевизија 24, веќе е Дејан Димовски од групата Сдруженијето, односно не сте Сдруженије, туку сте група на инженери. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да зборуваме за една битна тема. Ви благодарам на поканата, задоволство ми е што ќе поразговараме на тема од областа на енергетиката. Инаку ние сме одредена група на инженери кои што и одработуваат, односно обработуваат и анализираат теми од енергетиката. Знаеме да пласираме многу често наши ставови од стручен аспект во јавноста и главната наша цел е да дадеме допринос во заштита пред се на јавниот интерес, во заштита на индивидуалните потрошувачи и на институциите кои што имаат државен презнак, односно на нашите јавни институции. Така, една од слабостите, би рекол, во нашето функционирање во новинарството е да најдеме експерт кој што ќе зборува реално за теми од енергетиката. Тоа е веќе можеби десетина години. Добро ја анализира вашата Facebook страница каде што ги објавувате вашите трудови или вашите анализи кои што ги правите во однос на енергетиката и затоа повикав представникот од вашата група. Она што е интересно, го зборувавме и позади камерите пред да се снимиме во ова студио, е како функционира енергетскиот систем во Македонија. Приватниот сектор, од кога се подели на приватен и на државен дел, оној кој што произведува и оној кој што продава струја, тој што продава е во добра финансиска состојба и на неговото конто има милионски добивки, а државното, на кој што треба да биде столбот на енергетскиот систем во Македонија е во тешка загуба. Како ова да се објасни? Буквално е несватливо, обично државата е логично секогаш да се грижи за самата себе, односно за своите енергетски капацитети кои што имаат државен предзнак. Ние моментално во однос на европските директиви, во однос на разделувањето на самиот систем, ние до сега привидно само го разделивме системот и глобално гледано, само основно ако го видиме, тогаш во случајов сега во функционирањето на нашиот електроенергетски систем ние имаме два монополи, би рекле, едниот државен, а другиот приватен. Но во однос на самиот државен ние сега формиравме ново Министерство за енергетика и под Министерството за енергетика, ингеренциите на Министерството за енергетика влезе преносниот систем, односно МЕПСО, а додека под владата останаа електрани на Македонија или ЕСАМА. Меѓутоа сето тоа е исто и Министерството е дел од самата влада, се носат одлуки заеднички како државни органи. И фрапантна е ситуацијата ако ние се обидуваме да се движиме по насока дека струјата треба да има социјална цена, меѓутоа цело време го тепаме државниот дел од енергетските капацитети, заради тоа што го принудуваме ЕСАМА да произведува електрична енергија по цена од че моменталната цена односно да продава на универзалниот снабдувач, што е СНАЕВАНА, по цена од 62 евра за мегават час, а сами знаеме дека некаде производствената цена во моментов му се движи помеѓу 90 и 95 евра. Значи ние со 50% свесно го движиме ЕСАМА во загуба. Дополнителен проблем нивни е што државата од буџетски средства не се обидува да загубата која што ја генерира самото ЕСАМА да го покрива, туку го остава ЕСАМА да се задолжува кај самите комерцијални банки. Сето тоа на многу брзо, а и веќе мислам доведува во ситуација колкава би била самата и каква би била самата финансиска ликвидност на самата компанија. Банките секогаш ќе му даваат кредит на ЕСАМА бидејќи знаат кој стои позади ЕСАМА, така? Да, меѓутоа ќе дојде некогаш време кога ќе треба тоа да се наплати. Да, сега е долгот околу 200 милиони, и ако продолжи да се зголемува, ќе биде под знак прашалник. Ајде сега јас секогаш сакам кога анализираме и ние заедно со колегите со инженерите кога анализираме, сакам секогаш да ги анализираме бројките. Ако ние во 2006 година направивме катастрофална грешка што го продадовме дистрибутивниот дел на мрежата и го продадовме за 225 милиона евра. Сега моментално, ако го земеме побарувањата по разни основи кои што се движат кон двете најголеми
делови на ЕСАМ, односно производството на електрична енергија и производството на топлинска енергија, тогаш доаѓаме до вкупен долг од 220 милиони евра. Колку што го продадовме? Колку што го продадовме, дистрибутивниот дел, значи од тогашното ЕСАМ, од целиот енергетски систем, како една целина, го издвоивме дистрибутивниот дел и го продадовме. Мимо тоа, ние продадовме 11 мали хидроелектрани на Евана, затоа што Евана сега во моментов и произведува струја. Но да се вратиме на бројките. Дали ние дојдовме во една ситуација во која што за помалку од половина милијарда евра направивме уривање или дестабилизација на основниот темел на независноста на државата. Паралела временска одсечка ако направиме, со септември 1991, кога Македонија прогласи независност, во тоа турбулентно балканско време, ние немавме тогаш финансиски систем, банкарски систем, своја парична единица, немавме своја војска, немавме своја полиција. Излегувавме тогаш од поранешната држава Југославија и се доведовме во ситуација да самиот столб на нашата тогаш независност беше стабилниот електроенергетски систем. Да, се подпиравме на јаглено, се подпиравме на рек Битола како основа. Потреби. Да, меѓутоа тоа нас ни ја зачува независноста со мирен развој и отпочнување на функционирање на една мала балканска, но независна држава. Сега во оваа ситуација ние веќе самите се доведовме после 3 децении независност, самите се доведовме да дискутираме за сериозни проблеми во нашиот електроенергетски систем. И ако ги зборуваме загубите, каде што ЕСАМ има загуба само од 183,5 милиони евра, не е загуба, туку побарување кои што во моментов се генерираат према ЕСАМ, а според финансиските извештаи од 2024, двете најголеми компании кои што се дел од групацијата на Евана, електродистрибуција е близу 30 милиона добивка, која што е зголемена во споредба со претходната година, со 2023 за 168%. И Евана Македонија 27,2 милиона евра добивка, која ќе ги зголемите, имате 60 милиона евра добивка во 2024 година. Овие бројки кои што ги спомнав за ЕСАМ се според Министерството за финансии, кои што прават анализа на јавниот сектор, колкави побарување има према него. Заклучно, овие бројки кои што ги спомнав се со првиот квартал. Во опасни води плови ЕСАМ според вас со овие бројки во негатива или колку е долгорочно одржливо? Не многу долго, затоа што ќе дојде времето кога сериозно банките ќе сакаат тоа да си го наплатат. Односно, постои страв во однос на размислувањето и анализите дека можно е да дојде и до продажба на ЕСАМ. Имаше такви најави, меѓутоа беше демантирано од страна и од представниците на ЕСАМ и од владата. Што според вас е решението? Дали треба да со повисока цена да се продава струјата? Тоа ќе значи повисоки сметки за граѓаните. Значи ние сега цената на електричната енергија, ние моментално се движиме по некои регулативи во кои што ЕСАМ е тој кој што го покрива социјалниот карактер на струјата. Но не и Евана. Да ви потсетам дека донесовме одлука со која што во сметките за електрична енергија додадовме уште еден дел кој што се вели пристап до дистрибутивната мрежа од 200 денари на секој потрошувачко бројило, во кој што одредени анализи покажуваат дека со тоа сме се довеле во ситуација да сметка, односно цената на електричната енергија не расте. А од друга страна, ако земете дека во Македонија има околу 660.000 мали, односно индивидуални потрошувачи, како што сме вие, јас, индивидуални потрошувачи, не ги земам малите компании кои што исто така имаат домаќинства. Домаќинствата говорам, тогаш во тој случај ние се доведуваме во ситуација во која што се генерира, сите заедно плаќаме 27 милиона евра на годишно ниво на сметката на Евана. Зошто овој дел не отиде во ЕСАМ? Поради тоа што ЕСАМ трпи заради социјалниот карактер на цената на електричната енергија. Јас сум убеден дека после завршувањето на изборите, сигурно на 1 јануари ќе има зголемување на цената на електричната енергија по блоковите, а и сум убеден дека
сум убеден дека можеби тоа и два пати да го направат. Иако е краток рокот, не цели 2 месеца по завршувањето на изборите до јануари, можеби да има и дури и два пати корекција на цена на електричната енергија или поголема корекција на цената на електрична енергија во јануари. Која е причината за тоа? Цените на берзите сега за сега се стабилни. Цените на суровината берзите за преработка не расте, не знам на што се должи оваа тврдење ваше? Да, меѓутоа генерирањето на загубите на ЕСМ по оваа производствена цена која што ја дава до универзалниот снабдувач е многу ниска во однос на цената која што е реално производствена цена на ЕСМ. И тој процент треба постојано во наредните години до 2027 да се намалува. Односно, овие 62 евра за мегават час треба да се зголемуваат. И на тој начин, ако останеме со ваква генерална политика која што ја водиме, тогаш цената на електричната енергија во наредниот период ќе расте. Ние до сега кога сме дискутирале, ова јавно не сум слушнал, можеби некој го спомнал, јас не сум слушнал, меѓутоа еве ќе дадам една идеја, па потоа нека се отвори широка дискусија, можеби некои луѓе од фелата и ќе ја критикуваат, ќе дадам една идеја која што е основна. Ајде да го издвоиме хидроделот од ЕСМ, да направиме ЕСМ Хидро, нова компанија, која што ќе биде под државна капа, ќе биде управувана од владата или од новото Министерство за енергетика. Но да се тргне од ЕСМ. И да се тргне од ЕСМ. Тогаш во тој случај никој нема да има интерес да го купи ЕСМ. Нормално ако ова ЕСМ Хидро не оди во насока на продажба. Затоа што генерално енергетиката не е процес од денес за утре, енергетските трендови, енергетските процеси се одвиваат со стратегија од неколку децении. Толку е битно според вас? Молам? Хидрото толку е битно кај нас? Да, мислам дека е најбитно. Бидејќи сакам да кажам дека слабо се користи. Ние пропуштивме децении наназад да искористиме потенцијал на стручни кадри, универзитетски професори кои што сега за жал се на крај на својот работен век или се во пензија, да го искористиме нивното знаење бидејќи они го поставиле срцето на електроенергетскиот систем во Македонија, на тој начин што ќе можевме да го изградиме капацитетите на Вардарска долина. Тоа се 12 мали хидроелектрани кои што би произведувале нешто над 1000 гигават часови електрична енергија годишно. Не го искористивме потенцијалот веќе да го имаме Чебрен. Проектите за Бошков мост веќе не се ни говорат во кулуарите. И ако говориме дека минатиот век и сега веќе почетокот на овој век се водат војни за нафта, сега во оптек се генерализирање на политики за пристап до минерални суровини, тогаш повеќе сум сигурен дека од втората половина на овој век имаме недостаток на вода и на водени ресурси и мислам дека ние нашиот хидропотенцијал треба да го зачуваме стабилен и нормално да го развиваме. Меѓународните протоколи нас ни генерираат дека ние во соседна Грција можеме да истекуваат само 10% од вкупната количина на Вардар. А ние Вардар како река го немаме искористено. Дури и Чебрен и Галиште се дел од проектот на Вардарска долина. Да. Така да целокупниот тој потенцијал до сега буквално година по година да го градевме во изминатите 35 години независна држава, мислам дека ние до сега имавме можност преку обновливи извори на енергија и преку искористување на хидропотенцијалот кој што го има Македонија, пропуштивме генерално шанса да бидеме предводник во регионот во однос на производство на електрична енергија. И многу полесно би ја направиле целокупната зелена транзиција за која што постојано само говориме, меѓутоа ние сакаме да се прилагодиме или да направиме некој шорткат за да можеме да стигнеме до европски пари, што генерално генерализираме политика на зависност и генерализираме енергетска политика која што долгорочно не внесува во проблем. Која е причината тоа што земјава се ориентира на фотоволтаици, а не на хидро? Заради тоа што целокупната регулатива, не говорам само во последниот закон за енергетика, туку и во подзаконските акти кои што се генерираат од страна на регулаторната комисија за енергетика, нашиот за жал енергетски систем е поставен на бизнис основа. Ние едноставно
се однесуваме аморфно кон групацијата на Евана и кон индивидуалните снабдувачи со електрична енергија и кон приватниот капитал на производство на фотоволтаични централи. Некаде прочитав податок, ќе го земам сега, ќе го кажам со резерва, дека некаде во последните 3 години Регулаторна комисија за енергетика има издадено дозволи за изградба на 900 мегавати фотоволтаични централи. Меѓутоа, тоа дополнително правеше проблем на нашиот електроенергетски систем. Имавме пролета и испади кои што се однесуваа на произведено повеќе електрична енергија отколку што во одреден момент нас ни беше потребно. Што се случува тогаш на системот, на преносниот систем? Кога ќе прелее чашата? Тогаш имате испади, а и сериозно, он може да се присетиме неколку месеци наназад, она што се случи во делот од Западна Европа, односно Шпанија, дел од Франција и Португалија има целосен испад, тотален мрак, целосен испад на системот. Ние имавме преку 60% испад на нашиот систем. Тоа се случи, се обидо нашите официјални представници, официјални лица тоа да го детерминираат како генерално проблем на една наша соседна држава, меѓутоа јас не го сваќам тоа така, затоа што ако соседната наша држава имаше проблем, тогаш во тој случај ќе испаднеше нивниот систем, а не нашиот. Сакам да продолжиме со хидроелектраните, меѓутоа многу реакции во последно време има околу паушалната наплата на сметките на електричната енергија, па и на парното. Како вие гледате на овој тренд на наплата со паушално читање на саатите и наплата? Парното би искоментирал само во една реченица. Искрено не сум анализирал и не сум навлегол во тоа. Мислам дека тоа го обработува и сака медиумски да го истакнат одредени невладени организации. Мислам дека завршија одредени предмети и во судот во Страсбург. Не ги знам конотациите и завршните делови, меѓутоа во однос на струјата ние имаме тарифен модел. И тарифниот модел, кога ќе сум разговарал со некои од луѓето кои што учествувале во изработката на тарифниот модел, и самиот тарифен модел пред да се воведе во Македонија, е кажано дека тој може да профункционира само при 100% отчитаност на броилата. Во Македонија 100% отчитаност во броилата нема и новиот закон за енергетика, кој што е донесен, односно стапи на сила со негово правно действие на 29 мај 2025 оваа година, тој јасно терминолошки ги детектира што значи мерење и што значи отчитување. Вие дома имате броило и тоа мери постојано. Законот, односно член 185 став 2 јасно кажува дека доколку не е извршено мерењето, операторот, односно ЕВНХ може да издаде паушална, односно пресметковна фактура, паушално пресметана. Меѓутоа, генерално, ако не е извршено мерењето не може да се изврши само доколку мерниот уред не е функционален или не мери точно. А ако не се отчита броилото, тоа не значи дека мерењето не е извршено. Така да, ние бевме, како група на инженери, бевме примени од страна на Регулаторна комисија за енергетика, постапување на сила на новиот закон, укажавме на ова. Што да ни објасна дека тоа ќе се регулира со подзаконски акти. Ние дадовме и представки до институциите во кои што сакаме да укажеме дека Евана е должна при дистрибуција на доколку два пати паушално е отчитано, односно е пресметано, тогаш треба на третиот месец веќе да генерира фактура која што ќе го опфати целокупниот 3 месеци, каде што ќе се оди, ако збориме за првиот блок, со 7 киловат часови по ден, и треба да ја коригира фактурата на самите потрошувачи. Бидејќи ние на нашата страна ставивме сам калкулатор, со кој што во најголемиот број на случаи, дали отчитувањето ќе биде помалку од она што сте потрошиле или повеќе, а после тоа ќе ве срамнат, секогаш е на штета на тоа сакам да ве прашам, граѓаните сега сакаат од вас да слушнат дали се оштетени од паушалното или се во ќар. Оштетени се. Оштетени, бидејќи тоа математички делот надлежните велат ако овој месец
помалку е наплатено, следниот месец ќе биде Преминувате во надокнадено, повисокиот блок. ќе одите во повисок повисокиот или блок. обратно. Ако овој месец ви е повеќе наплатено, тоа ќе се регулира во следните месец или два и ќе се изравнат сметките. Така или не е така? Ако законот вели вака, потребно е да има коригирана фактура третиот месец, ако 2 месеца е паушално Зголемена. пресметана. Значи коригираната фактура треба да биде со опсек на блоковите од 3 месеца. А не 2 пати сме ве отчитале паушално и останало нешто непрочитано, па да влезете во вториот или во третиот блок. Не, туку треба да разграничиме на 3 месеца, тогаш ќе биде 630 мега, односно 630 киловат часови првиот блок, кој што ќе треба да ви го пресметаат. На самите фактури има две ознаки, едната е М и едната е О, односно кога е отчитано броилото иде О, а тоа М е, они го третираат као машина, односно као компјутер ви пресметал колку ќе биде сметката. И сето тоа ние направивме една анализа на еден дел од Скопје, не е тоа голем и да го речем репрезентативен примерок на потрошувачи во Бутел на Боро Менков, каде што претежно се стамбени единици, односно згради, и направивме одредена анализа каде што во месец јуни и јули не беа отчитани броилата. При интервенција и разговор со Корисничко-енергетскиот центар Васил Главинов ни беше укажано дека дел од нивните инкасатори користат годишни одмори и затоа не се отчитани броилата. Меѓутоа во август потрошувачите добија многу повисока сметка, што значи дека пак отчитувањето се однесуваше на временски период од 30 дена, а не да се разлече, односно да се добија коригирана фактура. Реагиравме со преставка, после преставката тоа се коригираше и некаде поединечно имам еден случај кој што ми е генериран во меморијата, беше некаде оштетувањето на самиот потрошувач од 200 денари. Доколку не се реагира, никому ништо. Енергетиката е малку табу тема. Има многу за да може обичните луѓе кои што не се инженерски, да речам, едуцирани или образовани, или кои што не се навлезени во однос на нормативите и во однос на она што се случува, генерално ние имаме и постаро население во Македонија, кој што не е запознато. Они едноставно имаат вродено една дисциплина која ќе дое сметката веднаш да е платам. И многу луѓе не се свесни за тоа што се случува. Што плаќаат и колку плаќаат. Што плаќаат, да. Така да не е само проблем ова, има проблеми со поставувањето на самите мерни уреди, кои што на некои луѓе се поставени надвор од нивното видно поле. Постои одреден сомнеж дека саатите на самите броила се изместени во однос на оној дел кога имаме ефтина тарифа. И во однос на нашата реакција до регулаторна комисија за енергетика и проследено писмо, односно препис што би требало да направи Евана за да може да ги отчитува целосно броилата, вратија на сума дека им треба дополнително луѓе за вработување, им треба возила со кои што ќе се движат нивните инкасатори и некоја пресметка која што се движеше до неколку милиони евра. И сето тоа не е коректно ако го прикажат во трошок кој што ние треба да го платиме на сметките понатаму, затоа што генерално сите инвестиции кои што ги имаат енергетските компании на крајот влегуваат во одредени формули кои што се пресметуваат за да се одреди цената на тарифите на блоковите. Дури сметам дека не е ни коректно што корекцијата на цената се прави на 1 јули и на 1 јануари. Од етичка, психолошка ситуација не е добро, заради тоа што имаме зимски период и летен период. Нормално луѓето летно време малце помалку трошат струја, зимно време пред се заради греењето повеќе трошат струја. И сега во 1 јули тоа е ек на одмори, тогаш се коригира цената, на вас ви ја коригираат цената на 1 јануари кога е Нова година, малку фокусот на луѓето е во друга насока, во прослава, во славење. Така. Зимски период е Нова година, децата тогаш одат на распуст и не може да се создаде критична маса за да што повеќе притисок во јавноста се прави за да може да се дојде до реален притисок за да луѓето сознаат на кој начин се креира цената на електричната енергија, како доаѓаме до овие цени, кои се формулите по кои што се пресметува. Зошто нема Евана после 20 години постоење во Македонија, зошто нема
100% отчитаност, значи тоа представува компанија која што е сериозна компанија и која што мислам дека како што влијае во однос на целокупната регулатива, мислам дека треба да има капацитет и кога веќе имаме блоковско пресметување на електричната енергија да овозможи 100% отчитаност. Оно што сакам да ве прашам е како да му се објасни на обичниот човек, на граѓаните, дека цената на струјата треба да порасне за 30%, за да имаме одржлива државна компанија која што произведува струја, а таа да биде омилената компанија каде што се вработуваат партиските кадри. И јавници луѓе таму работат благодарение на партијата за која што се определиле да бидат симпатизери, членови или морале да се функционери. определат за да работат таму. Така, тоа сакам да ве прашам. Сите знаат како се влегува во ЕСМ, во ЕСМ, а мислам дека компанијата е во минус и тој минус сега треба да го плаќаат граѓаните доколку или да го цената изгубиме порасне. само да биде и Да. тој приватен капитал. Тогаш ќе не најде нешто друго. Генерално, јас мислам дека можеме Тогаш нема да има социјален мир. Да се продава по 60 евра, она што се произведува за 90. Тоа нема да се случи. Тогаш веќе би била точно вашата констатација, дека би имале поскапување на струјата од 30%. Не верувам дека сега ќе одат со толку енормно и зголемено поскапување. Мислам дека и сега во јули искалкулираа заради тоа што имаме локални избори, па немаше корекција на цената, беше се онака тивко, меѓутоа после изборите ќе имаме корекција на цената, тоа е евидентно. И сметам дека треба да се направат неколку работи со кои што да не дојдеме до она кое што вие сега го говорите. Прво да си го поставиме сами на себе прашањето дали сакаме да го заштитиме јавниот интерес. Второ, да поставиме прашање и да одговориме зошто имаме тендер за набавка односно за одредување на универзален снабдувач на 5 години. Зошто не го регулираме тоа во законот и ЕСМ продажба да биде универзален снабдувач? Значи, На некој начин за да се биде да се има фер фер игра па да се пријават. Не, ама не може да биде фер игра универзалниот снабдувач да биде дистрибутерот на електрична енергија. Односно тоа формално правно се раздвоени компании. Меѓутоа говориме ако ние го тепаме државното дете да произведува електрична енергија испод пазарната цена, за да можеме како сиромашна социјална држава да имаме електрична енергија која што ќе можеме сите да ја платиме и да биде достапна за сите, а имаме голем број на луѓе кои што се и ранлива категорија. Каде што се добиваат и субвенции. Тоа е веќе друга тема и тука малку ги изместија работите само за да убрзат за да стигнат побрзо до европски пари. Ако има време за тоа може да продискутираме. Меѓутоа генерално се наоѓаме во ситуација во која што зошто државата не може да го спреми ЕСМ продажба еве да биде конкурент на Евана Хом. Или да донесеме закон каде што ЕСМ продажба ќе биде траен универзален снабдувач. Дали тоа ќе одговара на приватниот партнер? Јас мислам дека државата треба да го заштити сопствениот интерес, тоест нашиот интерес. Приватниот партнер го заштитува својот бизнес интерес. Нормално. Со своето влијание. Тоа го кажуваат бројките. Имате генерирано загуба во двете најголеми компании под псевдоним ЕСМ 220 милиона евра во моментов побарување, заклучно со податоци од Министерство за финанси за првиот квартал. Имате добивка од 60 милиони евра на двете најголеми компании под името Евана во Македонија во 2024 година. Значи, не дека не може од енергетскиот сектор да се профитира, односно да се профитира. Ние во Македонија и самите јавни институции ги ослободивме да се движат на берза, односно да набавуваат електрична енергија. Да. Комуналните претпријатија ни набавуваат на берза електрична енергија. Водовод Скопје плаќа струја помеѓу 20 и 25 милиона денари месечно за струја. На берза, референтна берза до септември беше Хупекс, сега е Мемо. Ако ги анализирате просечните цени на движење, Мемо беше, нашата берза беше поевтина од Хупекс. Кога веќе бирото за јавни набавки генерираше тендерски документации кои што се однесуваат по формули да се не биде Хупекс, односно биде Мемо,
Сега доаѓаме до ситуација каде што минимум 30% имаме поскапо од Купекс. А условот, кога почна либерализацијата на пазарот, е да имате 50 вработени, јавните предпријатија го имаат, и да имате актива финансиска од 2 милиона евра. Значи излегува на берза. Нема избор. А не може да се задржат да земаат струја од Не, добиваат на берза, значи прават домашните тендерска компании. постапка, на која што тендерска постапка учествуваат снабдувачи. Знаете што е фирма за снабдувач? 3-4 паметни инженери кои што знаат да тргуваат на берза со струја, 4 компјутери и мораат само да прават пресметка на саат време. И нормално да имате добар капитал за да вложите, да може да имате да бидете позади себе стабилен средства, играч. за да може да бидете балансно одговорна страна и ако сте паметен да не генерирате загуба. Сакам да го прокоментирам и новиот закон за енергетика. Дел од експертите видоа и позитивни и негативни страни во него, како вие гледате? Тоа го споменав. Новиот закон за енергетика, првично кој ќе го разгледате, да ги генерира сите области, односно ги уредува сите области. Ние се обидовме посебно како инженери да влијаеме преку одредени амандмани, особено кои што се однесуваат на тоа да влијаеме на отчитувањето да биде 100% на броилата. Одреден дел на амандмани ние ги прифатија, одреден дел оние кои што јас сметам дека се клучни не, за жал не. Се обидовме да ги образложиме пред неколку институции. Се надевам дека понатаму ќе се има слух да се отворат јавни дебати во многу области во енергетиката, за да можеме аргументирано да дебатираме. Не со политички ракавици, туку со стручни технички аргументи. Мислам дека законот за енергетика повторно на стартната линија дава предност на бизнисот со струја во споредба со јавниот интерес. Тоа веќе и го говоревме. Тоа е нашиот впечаток. Добро, останатите елементи каде што ќе можат и заедниците, стамбените заедници да местат фотоволтаици па да се искористува тоа во влезовите, мењањето на Тоа е добра идеја од броилата. законот. Меѓутоа мене ме плаши нашиот условно менталитет. Тие енергетски заедници кои што треба на одредено микро ниво да се организираат, за да може да ги задоволат своите основни потреби со изградба на мали фотоволтаични системи. Во почетокот мислам дека повторно ќе биде бизнис ориентација заради тоа што одредени фирми кои што се технички подготвени брзо ќе се прилагодат на оваа работа, затоа што ние ако земеме во еден влез комшиски не сме спремни да се организираме за чистачката, за осветлувањето, за лифтот, за домофонот на вратата, а не за да ставиме фотоволтаици, па уште и ако се генерира одреден мал профит, тогаш лесно можеме да се испокараме. Мислам дека тука генерално ќе биде нашиот менталитет проблем и ќе се направи пандан, тоа претпоставувам дека е и бизнис идејата на делот од законот или на законодавецот, да овозможи бизнис идеја да се направи пандан како што се направија заедници на станари, па имаме фирми управители на влезови, како да го дефинирам тоа. Така ќе биде и сега одредени фирми кои што ќе бидат стручни во ова, ќе нудат на тие заедници на станари или на луѓе да монтираат, да прават, да се искористи. И тука веќе во тие договори повторно ќе имаат они бенефит, дел од произведената струја да има за да, никој не го прави тоа за џабе. Така да ќе видиме тоа како ќе се одвива. Сепак е одреден позитивен исчекор заради тоа што Македонија е сончева земја, да го искористиме потенцијалот на сончевата енергија, меѓутоа никогаш не треба да заборавиме она што ни се случи на пролетта, дека буквално самите фотоволтаици не можат да генерираат стабилност на еден електроенергетски систем кој ги има премногу. И мислам дека ќе треба да се влие повторно кај дистрибутерот на електрична енергија, кој ќе ви постави двонасочно броило во однос на соодносот на цената на струјата која што ви ја продава на вас по овој тарифен модел и доколку имате више, колку вие да му ја вратите. Имаше еден период кај што соодносот беше 23 пати различен. 23. Да, имаше еден период. Така да се надевам дека ќе се доведе за да може таа идеја да биде и економски исплатлива и функционална, тогаш во тој случај ние треба да овозможиме генерирање на цени кои што ќе бидат коректни према самите односно оние кои што ќе произведуваат од самите тие енергетски заедници.
од 1 јануари Европската унија бара за производите од Македонија кои што ќе се дистрибуираат во ЕУ земјите да имаат повисока царина, повисоки давачки затоа што се произведуваат од струја од добиена од јаглен од фосилни горива. Колку тоа ќе биде удар за македонската економија? Многу. Генерално ќе биде многу заради тоа што мислам дека ќе има тоа е притисокот кој што го прави Европска унија, мислам дека ние сме земја на притисоци од нив. Самата Германија ги врати термоелектраните. Самата Германија бара одложување на употребата на јагленот барем за 5 години, да не биде 30, сега да биде 35-та. А бара од помалите држави, за цел Балкан важи ова. Не е само за нас. Токму тоа сакав малку поблаго да го искоментирам, мојот коментар се однесуваше на тоа, Европска унија постојано бара нешто и ни наметнува одредени услови. Војната помеѓу Украина и Русија која што се случува директно влијаеше на самиот енергетски систем, особено во Европа, и токму тоа е причината една од причините за враќањето на термоелектраните во Германија и барањето за оваа временска рамка 2030 да биде одложена 2035 да биде. Самото тоа доведува, меѓутоа они кај нас и понатаму притискаат да ние се движиме по таа зацртана агенда, дополнителните царини на производите кои што користат струја произведена од фосилни горива, особено од јагленот, ќе биде дополнителен удар за македонската економија, за македонските фирми, бидејќи ја намали директно конкурентноста на европските пазари, затоа што ќе извезуваме многу поскапи производи кои што реално ќе се соочат со многу потешко пробивање на пазарите заради тоа што ќе треба да ја зголема цената за дополнително наметнатите царини. Сето тоа ќе врши дополнителен притисок на нашата кревка економија, а ние внатре ќе имаме притисок да сите тие кои што произведуваат докажат дека користат струја од газ, од вода, од фотоволтаици, од вода, од такви работи, и тогаш ќе имаме постојано притисок некој да им издава лиценци. Повторно тука ќе влијае нашиот менталитет и еден куп на лукративни елементи кои што не се добри. И сето тоа ќе не доведе во една ситуација која што внатре ќе имаме притисок да ја произведувам, не знам, било што треба да го извезам во Европска унија, треба да имам таков сертификат. Ке може да ги изиграме европјаните? Ние сме мајстори за тоа, на крајот после секоја игранка која што ние правиме во државата е на наша штета, неколкукратно. Да. Така да ние ќе си го платиме тоа како и да е, неколкукратно ќе биде наша штета, меѓутоа они тука имаат веќе следен чекор, а тоа е 2030 ние се откажеме од рекбитол, рекосломе, односно од термоелектраните. Колку време според вас се менува концептот? Колку време треба да го тргнеме јагленот и да го направиме гасна централа да направиме? Да, ќе дојде време кога и од гасот ќе треба да се откажеме како фосилно гориво. Како методологија, како процедура, како временска рамка, тоа мислам дека во овие изминати 3 децении правевме само стратегии на како секоја власт се менува, доаѓавме во ситуација дека од нив секогаш почнува, еве јас кога ќе дојдам на власт, вие ништо не сте сработили. Ти си добар, ама јас сум подобар. Не, јас сум најдобар, ти не си добар. И секогаш ќе тргнеме од ситуација дека правиме нова стратегија, нема енергетика за 4 години, нема енергетика за 8 години, стратегија се прави долгорочно за неколку децении, да не речам пола век, еден век. И ние испуштивме стабилен енергетски систем кога излеговме од Југославија со ниво на технолошки развој кој што бил во 90-тите години, и сега испуштивме добри 30-35 години за да влеземе во една сериозна технички и финансиски проблеми со нашиот електроенергетски систем. И ако ми дозволиш да се нашалам, нема потреба нас Европска унија да не притиска да ги затвориме енергетските капацитети, онака се во многу лоша техничка состојба. Квалитетот на јагленот е многу лош, ни искупуваат фирми јаглен кој што ја никогаш не можам да разберам, јас сам има 5.500 вработени, го следев интервјуто на директорот, а нас не искупуваат фирми, претходно некоја фирма од каде беше од Битол, од Струмица, од Подмолје и не знам како они можат да имаат капацитет тоа да го прават, кога искуп на јаглен е сериозна работа, во однос на самата механизација која што ви е потребна и во однос на самите технички енергетски процеси е многу сложено, до одредена фирма која што вие ја регистрирате,
веднаш да ја приспособите да може да врши толку тешка и сложена операција. Така да ние сами ќе си ги затвориме технички термоелектраните од лукративни причини, од техничка непосветеност, заради тоа што имаме постојано дефекти. Сега читам дека каснат некои ремонти на термоблоковите и сето тоа нас до 2030 ќе не доведе од небрежност, од незнаење и од лукративни причини да си ги уништиме термоелектраните, а не од тоа да направиме транзиција која што не притискаат европјаните. За жал така функционираме. Колку скап процес ќе биде тоа? Многу. Јас би Зборуваме ние за нашата неколку милиарди, така? Да, ние нашата енергетска стабилност успеваме да ја раздрушиме за отприлика половина милиарда евра, која што е крајно неразумно. Сакам да уште неколку минути да поразговараме и за Чебрен. Како е можно 14 тендери да пропаднат? Што е причината? Зошто бараме тендери? Зошто не ја градиме сами? Сакате финансиски да направиме анализа што значи тоа за 30 години? Многу едноставно е. Значи, ако велиме дека еве проценката да биде некаде нешто над 1 милиарда сега. Ако ја градевме 30 години, до сега ќе ја изградевме и ќе ја имавме, и ќе не кошташе по 30 до 40 милиона евра годишно. Што е тоа? Поголем буџет имаме за купување на нови возила за функционирање. Тоа сакав да кажам. Новите пасати. 14 тендери. Предходниот тендер ние дискутиравме на многу дебати. Треба ние Чебрен да го дадеме, ама да го дадеме и хец тиквеш. А некој Чебрен да го изгради, да го користи, ама плюс и гратис да му дадеме тиквеш. Многу нелогично. Значи секоја држава И да си ја користи плюс водата. Така. Значи, ние воопшто пропуштивме да имаме Вардарска долина, пропуштивме да имаме Чебрен, ги дистанциравме нашите бардови во енергетиката. Значи, јас сум имал професори на електрофакултетот, или сега се вика ФЕИД, каде што се го знаеле срцето на енергетскиот систем во Македонија. Сега тие луѓе се при крајот на својот работен век, дел од нив се во пензија. Ние не ги искористивме 30 години, каде што можевме сето ова полека или барем 50% да го изградиме и сега воопшто да не размислуваме на тема енергетика како проблем. А сега веќе сме влезени во сериозен проблем, многу доцниме и мислам дека нашиот начин на прилагодување со бизнис ориентацијата на мали групации и на тие мали групации предводник што е Евана во Македонија, јас не гледам, односно не ставам многу оптимизам во однос на енергетскиот сектор во Македонија. Некаде тука ни завршува нашето време, она што како за крај сакам да ме прашам, бидејќи веќе го кажавте, дали отприлика имате некаква представа што ќе ги очекува граѓаните по-конкретно од 1 јануари во однос на цена за електричната енергија. За колку проценти зголемена не можам да ја направам сега анализата, јас можам да ветам. Ние посебно како инженери ќе го следиме тој процес, особено ни се јавува големо љубопитство како се одредуваат формулите и како се стигнува до цената во блоковите. Значи како одредуваме ние дека не знам, првиот блок е 4,43 или како одредуваме колкава е цената на ефтината тарифа, колкави трошоци ќе пријават енергетските компании и како се стигнува до коефициентите. Ќе се обидеме и ние да ги пресметаме и да ги споредиме со сето она кое што ќе биде објавено од регулаторната комисија за енергетика. Поради тоа што регулаторна комисија за енергетика на крај ќе ги изврши проверка на пресметките кои што ќе ги направи. Академски, јас ви благодарам за овој разговор. Драго ми е што сепак има луѓе експерти кои што ќе сакаат да коментираат на оваа тема, областа на енергетиката, која што е многу битна за граѓаните и за нивниот стандард. Секако остануваме во контакти во периодот што следи. Ја ви благодарам за можноста и ви охрабрувам да покрај вакви разговори да често се обидувате да правите и дебатни емисии, заради тоа што мислам дека обичниот човек, народот заслужува да биде што е можно поинформиран што плаке и што се случува кај нас, особено во енергетскиот сектор. Така, следната тема
видовам збор дека ќе биде околу потрошувачките права и се оно што е изаток од граѓаните во областа на енергетиката. Ќе ви обезбедам и соодветен соговорник на вас или на некој член од вашата група. Благодарам. Почитувани, овде ќе направиме една кратка пауза, па потоа разговараме со експерт доктор во однос на она што реков, како да се заштитиме од воздухот кој што го дишиме, а тоа е отровен во последните неколку недели.